Колега Ташев, не сме ние на власт. Вие сте и тоа веќе 2 години сте на власт. Зборувате за маркици. Не, за локално ниво зборуваме, бидејќи колешка, ако има нешто да кажете, јавите се на реплика, а не вака да дофрлате. Колега Ташев, значи зборувавте за маркици. Па ти 10 години работеше во таа општина. Не знаеш како оде тоа со маркиците, за да го внесите во програма и да ставите рок 2018. Така ги лажевте граѓаните на општина Неготино. Тоа беше ваше. Инаку, зборувате за формирање на агенција, или како рековте, за јавно предпријатие кое што поминало и на Совет. Кога помина на Совет? Пред 1 година? Зошто уште ништо нема од тоа? Хаосот во градот е продолжен. Значи 1 година е тоа поминато на Совет, а се уште немате ништо преземено. Меѓутоа и да помине на Совет, и да е поминато и да почнете да работите. Колега, прво треба да обезбедите места. За да наплатите паркинг место, потребно е да обезбедиме место. А Неготино очигледно е дека нема доволно места. Кога сме кај минење на Совет, ја би сакала да кажам дека ние сме единствена општина во Македонија. Ние сме единствена, време имам, можам да зборувам, ние сме единствена општина во Македонија која што експресно доделува средства за Сдружение на борци по кратка постапка. Не знам ја секоја почит на борците од Народно-ослободителната борба. Меѓутоа, по амандманот да се дискутира. Во врска со амандманот е. Па има врска за тоа што на Совет поминуваат работи кои што не треба да поминат, а тоа што треба се крати. Значи нема спортски клубови пари, нема за катни гаражи, нема за подпорен зид, нема за турнири за фудбал, нема за помош за новороден укина, субвенционирање на заклучување на бракови после 40. Значи сето тоа се укина, меѓутоа за Сдружение на борци, а борци во Неготино веќе не постојат. Секоја чест на борците, меѓутоа тоа не постои, пари за нив има. Така функционира, колега Панчо, нашата општина.